Само 0,56% од обработливото земјиште во Македонија во моментов отпаѓа на растително органско производство, а проекциите до 2020 година согласно стратегијата за рурален развој се 4%. Во сточарството состојбата е нешто поинаква. Лани 3,57% од производството било органско, што е речиси 4%, колку што изнесува и проекцијата за 2020 година. Организацијата на потрошувачи укажа на потребата од следење на најновата европска регулатива за органско производство, што беше донесена во мај годинава, а ќе почне да се спроведува од 1 јануари 2021 година. Регулативата предвидува низа олеснување за производителите, меѓу кои групно сертифицирање, што ќе овозможи и пониски трошоци, мешани фарми за органско и конвенционално производство, како и избегнување на годишните контроли, односно нивно спроведување на секои 2 години. На денешната промоција на студијата Органската храна поблиску до потрошувачите беше нагласена потребата од здружување на органските производители, поагресивна кампања на нивните производи, како и обезбедување посебни тезги на зелените пазари и посебни места во маркетите, со цел поголема видливост на органските производи за потрошувачите. Став на производителите е дека националните планови и стратегии за органско производство не треба да се прават во канцеларија, со минимално учество на производителите, туку со комплетна проценка и земање во предвид на состојбите од терен.